Добар ден и добро дојдовте во новото издание на Никој да не знае. Останува иста паролата. Никој да не знае освен јас, вие и тој нашиот гост. И како што е редот, збор 2 за него. Не открив многу заради тоа што има малку интервјуа, ќе ни кажа многу повеќе во оваа Никој да не знае. Не ве гледам таму, ама можете регулар да си седнете покрај во фотелја, тросет, двосет, што сакате, или на трпеза со ручаче и да уживате во следниот разговор. Тој млад пејач кој се уште се надпреварува во едно од најпознатите музички шоуа на Балканот. Тоа е она што е важно за него. Ја освои и расплака публиката и жирито и заради својата животна приказна. Оно што јас можев да го научам или да го проценам при подготвувањето на оваа емисија, дека станува збор за едно навистина културно, воспитано, добро момче, кое што одлично пее. Ете, толку знам, а се надевам заедно ќе откриеме многу повеќе во оваа Никој да не знае. Бојан Илиевски во Никој да не знае. Здраво живо и добро ни дојде. Добро ве најдов. Чест и задоволство ми што се дружиме вака заедно, што ете имам прилика да бидам дел од оваа прекрасна емисија. Благодарам, Бојан. И голем поздрав до сите гледачи, да ја испратам. Веќе те препознаваат, и ви луѓето овде. Да, веќе ме препознаваат. Тоа ти се случува и на улица? Да, тоа ми се случува и на улица, ми се случува исто и во кафич, кога одам, пример, кафе да пијам или во продавница. Што ти викаат, ти си тој од звездите на град. Ти си тој, баш имав една ситуација интересна вчера, каде што се враќав од Белград и на граница, просто тоа беше негде наутро рано, околу 3 часот и имав една интересна ситуација да луѓето кои што работат на граница, цариниците, да ме препозна, абе ти беше тој пејачот. И така, веќе што ме искрено тоа прави многу среќен, тоа значи дека ете тоа што го работам и трудот што го вложувам и едноставно сето тоа е со добар резултат. Така е. Секогаш си така воспитан и културен како со мене на телефон? Секогаш. Секогаш? Секогаш. Добро, тоа е од дома. Секогаш, така е, нормално. Ќе зборуваме и за тоа што како, се надевам дека нема да ти биде од повеќе раскажување на приказната, заради тоа што нели луѓето сакаат да чујат нешто што е интересно, некогаш и тажно, некогаш и срекно. Се надевам дека ќе биде раскажано и овој пат во оваа Никој да не знае. Од она што го фатив додека се подготвувавте со твојот колега, заради тоа што да им кажеме само на гледачите дека ќе имаме можност 2 песни да чуеме од тебе, додека ги чекаме оние твои први авторски, заради тоа што нели веројатно после настапот во Зезите на Грант ќе има и нешто авторско. Ми рече дека не си, што би рекол Туша, не си музикант, туку си музичар. Што е малку различно во оваа сфера на музиката. Така е, може да се каже, бидејќи имам завршено 6 години нижа музичка школа, 4 години средна школа и потоа заминав на студии во Словенија, во Љубљана, каде што стигнав до некој сам крај на студиите и во секое време треба да се дипломира и да дојдам до... Што ти вика баба ти дома, са кажеш и ти све? Кога ќе завршиш? Па нормално, тоа прашање е увек присутно и многу често можам да кажам од семејството мое. Али ќе биде секако све поред. Нормално, сепак сметам дека има време и сметам дека треба да се посветам и на други работи. И на дел од кариерата, да речеме сега. Така е, музика, пеење, маркетинг исто воедно, настапи и... Тоа е тоа. Ајде сега ги кажа овие, ама не ми кажа, значи во нижо музичко свираше некој инструмент? Нижо музичко, да, значи јас почнав нормално од негде од таа 3-та година нижа музичка, почнав со кларинет. Кларинет? Имав како инструмент. Па подоцна, каде што тоа ми е едно така преубаво искуство во животот, каде што подоцна кога продолжив нели со средно музичко, продолжив со така наречениот теоретски оддел. Добро. Каде што морав да одбереш пијано, како? Изберам пијано како прв инструмент, а како втори инструмент едноставно кларинет. И продолжив до крај, но
понатаму На факултет не отида на кларинет? Не можев да отидам бидејќи немав таква можност, го немав како изборен предмет. Така. А на што отида во Словенија? Што студираше? Музичка академија, теорија педагогија, и педагогија. да. И како? Исто јас имав клавир, голем спектар на предмети, значи беа тука генерално секоја година имав по едно од 15 до 20 различни предмети. Тоа е тоа. Да. А кларинетов го остави или се уште го? Па некаде остана во минатото, мислам се уште го чувам дома некаде. Треба да се активира можеби повеќе, бидејќи стварно ми идеше и стварно беше добар. Бев одличен и работев и се трудев али ете едноставно ипак некако дадов предност на пеењето, дадов предност на клавирот, дадов предност на некои ете можам да кажам други предмети во музиката и така да тоа е тоа. Како, кога беше, мислам, ти откри пред да се запишеш на музичко, открија твоите дома, семејството, кој откри дека знаеш да пееш, за да те однесат на музичко? Да, тоа е една интересна приказна, да, покојна мајка ми, значи, јас бев на некоја своја возраст од 5 до 6 години тука. Па тогаш најчесто нели треба да се види ако има нешто за да. Да, и ние заедно живеевме, ја и она сами нормално, бидејќи нели татко ми е многу порано, како се вика, починат. И бевме ја и она сами, додека бевме она чистеше нешто по дома баш на спратот и јас одеднаш запеав една песна од Саша Матич беше баш преубава песна, се вика "Неке птица никад не полети". И тогаш мајка ми ме слушна она за прв пат и се фасцинира просто како ја изведов таа песна и тоа беше она едно кратко така делче интермецо, едно онака и она као дај повтори уште еднашка два пати, дај повтори го тоа и јас го повторив, али сето тоа почна од едни моменти каде што па на вториот спрат од куќата, каде што живеевме, таму живеа баба ми, дедо ми, вујко ми. Добро. Уште не беше женет вујко ми, да го поздравам исто во оваа прилика. И баба ми, дедо ми исто. Како се вика, и да, имаше еден како од тие постарите што се радија. Добро. Да, и имаше као цедиња. И вујко ми често пати, он знаеше доста да патува и ми носеше такви цедиња едно друго. И јас и пошто бев малечко, си се качував така на столица. И по цел ден тоа се вртеа различни цедеа од разни изведувачи, песни, значи и така. Сето тоа така некако почна. Па потоа нели упишав, мајка ми ме запиша на курс по гитара, курс по гитара, прво, мене ми е прв инструмент, нормално после пењето ми е гитара. Те молам, не ги заборавај овие, значи гитара, пијано знаеш, кларинет, не сум заборавил ништо. Не можеш да ги оставиш, не се остава нешто што знаеш, нели? Или? Не сум оставил, гитара се уште активно свирам, кларинетот ми е малце запоставен, тоа може би во наредна прилика можам да ветам. Ќе дојдам со кларинет и ќе имате прилика. Може. Да. Сега од смеење одиме на тажниот дел од приказната за да го завршиме вака. Два пати расплака таму се, и публика и раскажувајќи твојата приказна, дел од твојата приказна, ке ни ја раскажеш ли како се случи сега? Татко ти кога почина, кога ти останавте сами со мајка ти, што се случи потоа? Татко ми значи почина 2004 година во тешка сообраќајна несреќа со мотор почина. Да, за жал го изгубив. Јас бев премногу мал. Колку години имаш? И па негде околу 3,5 години тука таа возраст. Потоа останав сам со мајка ми, каде што во меѓувреме, значи, она се разболе од една тешка болест, каде што просто све едноставно направивме сите заеднички, да просто некако ја извлечеме од таа болест. Имаше канцер на главата. Али за жал не успеавме никако да и помогнеме и да ја извлечеме од таа болест и на тој начин. И го продолживте некаде животот, ама не успеа? Па да, еден извесен период успеа некако да се како да кажам,
ете, незиниот живот ипак продолжи со некои одредени третмани на кај неа, мислам, правеше некои одредени зрачења во странство, во Турција, во Чешка, па и операција исто во Германија имаше правено, потоа и во Македонија исто, но за жал едноставно не успеавте. Да, Кога не изгубили успеавме. неа? Па тоа беше негде, да, 2021 година, тоа бе негде околу короната, тука беше, да. Иначе 25 април. 25 април, да, така. Да. 21 И година. потоа, што се случи? И потоа, тој период, можам да го издвојам за себе еден од најтешките периоди во мојот живот, кај што просто некако од цела таа ситуација ипак некако изгурав и испаднав победник, што просто се изборив со самиот себе, ментално. Пееше во Ми исто беше, време додека... па еден период заборавиш паузирав. Еден период паузирав каде што подоцна после не знам, од прилика сега не го знам, не памтам точно временски дали беше после година, да, мислам дека беше после година дена, така година и пол, кај што моето семејство, тоест баба ми, дедо ми, вујко ми беа тие кои што просто ме туркаа напред и ми константно збореа од ден во ден како јас треба да продолжам, како мене ми е тоа работа. И јас треба и понатака да се дружам со музиката, бидејќи на крај крајава музиката е моја прва љубов. И јас тоа не смеам никогаш да го запоставам. Тоа е едноставно дар од Бога и нешто што постои во мене и тоа не смее да не се нормално искористи. И едноставно треба да се продолжи. Таму кај што нормално сум застанал. И просто се исправив на нозе, едноставно и продолжив напред, полека со настапи. Прво еден така извесен период од 2 години исклучиво така си настапував и па еве ред по ред што се вика еве дојде и тој момент да се пријавам и во Звездите на Гранд па и да стигнам таму кај што сум сега моментално. Да, во таа година, сега знам дека не сакаш многу да зборуваш, ама и уште ова и завршува. Да, нема проблем. Во таа една година, колку што или година и пол велиш, што ти беше прво на памет? Зошто мене? Што ќе правам сега? Што со животот? Што? Свашта нешто. Значи, јас, видите вака, јас тоа многу пати сум го рекол и пак ќе го кажам. Јас го изгубив во животот за мене. Мајка ми беше, али во права смисла, најголем пријател и најголем другар. Јас бев премногу поврзан со неа, значи, затоа што она ми беше единствена и човек кој што најмногу и верував во животот. И некако ми беше многу тешко, после таа незина смрт ми беше многу тешко, многу конфузно, многу, како да кажам, многу тешко ми идеа работите, тешко идеше животот. Бев принуден на работи да ги правам веќе сам, кај што ја имав подршка од неа претходно. Например, што? И Што тоа да правиш? огромно. Да одиш, да работиш нешто, да се наоѓаш? Па и прво да работам, нормално. Значи, А не да биде музика? Нормално. Значи, јас баш и тој период се погоди кај што бев во странство и бев сам. Јас немав никој во Словенија, јас бев сам. Значи, јас ја напуштив Македонија, нели? Тогаш тој период сам, јас по своја собствена желба. Така е желба од тебе. Да, јас и добив подршка од мајка ми, што е исто Важно. Да, многу важно, значи и отидов. Али почнав да работам и тоа исто сакав да напоменам. Значи, она ми беше исто тука за било која ситуација да е, например, совет да побарам, да искомуницирам со некого. Значи, она ми беше таа единствена особа со која што јас бев така отворено, искрен и имав отворена, искрена, баш управа смисла комуникација за било што, за било која бариера, да си споделуваме некој, мислим да ја прашам, да она сподели незино искуство, како би јас, би дошол до некој заклучок за да знам како да реагирам во животот, нели, во некоја одредена ситуација и така.
Тоа е тоа. Сега тука се баба, дедо, вујко? Тука се, да, значи баба ми е тука, дедо ми, вујко ми, вујна ми, братучетката мала, така, тоа е тоа. Да. Сега со баба споделуваш, или? Па, сега споделувам... Таа ти е најдобра другарка, или? Сега споделувам, значи, добро, едноставно како идеше времето, така едноставно некои работи мора да се нормално да се променат. Нормално имам и сега и еден така убав број на луѓе околу себе кои што се доста социјални битија, кои што се доверливи особи, како на пример Ердал кој што ќе го види. Па да, да не го покажуваме сега, ќе го видиме и вака, а потоа ќе го видиме и за време на песна. Да. Значи Ердал е тука да каже збор 2 за тебе, ама не вака во живо, туку во снимено видео. Одиме со Ердал, па се враќаме со разговор. Може. Здраво, јас сум Ердал, другар на Бојан. Со Бојан се знам повеќе од 2-3 години. Се дружиме доста, релативно можам да кажам, во неделата скоро 2-3 пати обавезно се гледаме. Бојан би го опишал како харизматичен дечко со позитивна смисла и добар другар, можам да кажам. Он е секогаш тука да ти помогне за било што ти треба и стварно е прав другар. Негови мани, како и сите што имаме мани, така и он има своји мани. Малку е тврдоглав, можам да го кажам тоа, али знае у права смисла да одлучи како што треба и да постапи. И на крај би сакал да го прашам дали ова година ќе биде финале у Грант и ќе идеме да победе. Поздрав. Ете, што рече Ердал, значи вака вика харизматичен, позитивен и добар другар, кај мани тврдоглав. Што се смееш, стварно си тврдоглав? Па добро, мислам, видете сега, јас сум важам и за самокритична особа. Добро. Па можам да кажам дека за себе дека ипак во одредени ситуации сакам да видам, не знам, да се можеби тоа ми е некоја мана кај што во ред, ќе сослушам човек. Демек совет. Да, совет, ќе сослушам. Али пак некако си терам јас пак по свое. Макар и некој да би бил управо, да ја не сум бил управо, например, јас ќе го истерам моето, па макар и погрешив, што би се рекол. Али, ете, можеби тоа нека ми биде као мана. И исто можам да кажам за себе дека сум во одредени ситуации нетрпелив. Брзо сакаш се да биде. Брзо сакам се да биде, брзо сакам све да биде цакум пакум, значи све перфекција, све у реду, едно друго. Што ете тоа исто така можам да го... Кажеш како се мама. Ми кажеме и више доста, Ердал кажа, една ти не додаваш сега. Кажи идеално сум, топ сум, да. И ова прашање во вика дали ќе одиме до финале во Звиздите на Грант. Таму има една интересна борба, заради тоа што има уште еден македонец и сега ќе биде весело, Па, четворица сме македонци. Четворица сте? Добро, мене ми рекоа со еден дека сте баш онака некако, баш сте во Па, искрено можам да кажам тука дека сите четворица што сме, сите сме, значи, ајде, јас ќе се тргнам јас на страна, значи, останатите тројца што се едноставно врхунски пејачи, врхунски изведувачи, луѓе со значи сериозни капацитети и едноставно мое мислење тука сме едноставно на некоја иста линија каде што нормално
ќе видиме во продолжеток. Да, во текот на такмичењето Што смееме, што не како ќе смееме се. да откриваме сега до кај си и што смееме да кажеме? Вака сега. Затоа што вие унапред тоа снимате, така како што знам или да, како е? тоа се снима значи унапред, едино таа последна емисија, тоа Таа е финалето? суперфиналето, Да, да, добро. таа емисија Ќе биде е во живо? единствена која што се емитува во живо, Добро. таму нели се гласа и така натаму. Така. Значи еве имавте прилика оваа сабота нели да го видите мојот настап и емисијата последна моја од петиот круг. Видовте дека поминав понатаму. А за понатамошни резултати, тоа е за понатаму не смеам да Не смееш да откривам ништо. откажуваш, да, не пред да смеам биде да откривам емитувањето. ништо затоа што едноставно Тоа се правилата на игра. Тоа се Така е. правилата на играта. Одговори му на И Ирдал. нема да биде интересно. Така, и одговори му на Ирдал сега до финале одиш или ти се откажа кога ги кажа овие тројцава, уште македонцива, дека се супер врвни. Со оглед на тоа дека имам огромен интерес и се осеќам доста ентузијастично во однос на ова, значи на целото. ова што го правам, Така. значи моментално во однос на ова такмичење. Едноставно сум доста сигурен во себе, доста работам, се трудам заедно со мојот ментор, во оваа прилика да го поздравам, Ѓорѓе Давид. Значи заедно работиме доста напорно, доста Што значи работење со ментор? Заради тоа што колку што јас знам сега, некои од менторите знаат и да бидат, како да речеме, да ги остават работите, ако нели е добар пејач, па да немаат многу што да кажат, но има ментори кои што цело време работат со своите надпреварувачи. Вака сега јас само можам да кажам во однос на нас како тим. да, значи како мене И Ѓорѓе. и помеѓу мене и Ѓорѓе и цела екипа што сме Добро. кај во неговиот тим, да тоа е пред се еден, како да кажам, еден баш управа смисла, еден баш чудо од човек, да е толку време, толку труд, толку пот, толку енергија вложува во сите нас со цел да ни помогне и да едноставно не истера на некој пат кај што едноставно ќе успееме ние во животот, да просто он се И доведува надвор од апсолутно, самото значи шоу. он се доведе у ситуација да од негово приватно време, приватен живот што он го има, он го трга на страна како би он би ни посветил на нас време, како би напорно работел со нас, значи тоа се проби, рачунајте, значи со денови. Значи со денови и со сати. А што се советите од него до тебе, до Бојан? Едноставно мора да се работи, мора да се испочитува задачата максимално, Добро. така како што е А околу на зададено. песните, чија е? Тоа е нормално. Јас кажувам свој став во однос на мојот избор на песни. добро. Јас како практикувам. Добро. Јас значи Нудиш имам песна? нудам песни. Да. А он го дава тоа, како кажам, зелено светло, така, дали да или не. дали ќе идат тие песни, дали ќе се пеат, дали нема да се пеат, дали ќе се работи уопште нешто или нема да се работи од тоа. До сега, фала му на Бога, значи со одлична наша соработка, едноставно во однос на нашата соработка до сега не сме имале никакви бариери, наоѓаме увек секогаш заеднички јазик и сето тоа еве резултира со едни прекрасни резултати. Ете, имавте прилика да видите и кругови претходно и тоа. Да. Добро. Ке елаборираме уште на темава Звездите на Грант, ама сега е време за песна. Микрофонот е твој, Ердал е спремен, имаме само джингл и одиме со песна. Една песна јас да запеам, ке ни пее Бојан. Една песна јас да запеам,
Тешко ми е да заборавам. Дајте чаша руино вино, свири тивко, виолино, една песна јас да запеам. Дајте чаша руино, прости ми, една песна јас да запеам. Душа боли, многу тагува, да можам да те видам, да те љубам, да те имам, една песна јас да запеам. Еј, мила, врати се. Еј, каде отиде? Само тебе јас те љубам, младост моја си. Се ке сторам да те вратам, само прости ми, само прости ми. Секогаш интерпретација поинаква и овој пат беше таква. Бојан Илиевски заедно со својот пријател Ердал. Знаеш што заборавив преска? Ми рече дека всушност пријателите, ако добро паметам што кажа, во времето кога се случи загубата на се што имаше, како да кажам, или што ти беше најважно, нели? Беа социјални битија, па ти помогна. Колку тие се најдоа тука? Колку тие беа од помош? Тоа не го издискутиравме. Едноставно, да, значи почнав да градам едноставно круг на луѓе кои што, како да кажам, се вистински пријатели. Да, се вистински пријатели, пријатели кои што секогаш можеш да најдеш заеднички јазик со нив, да имаш простор да придонесеш исто за нив, нормално да има увек баланс во размена и да имаш една одлична комуникација, да имаш една одлична корелација со нив и да имаш едноставно соработка, разбирање, да можеш едноставно да размениш искуства, да размениш различна реалност. И така едноставно почнав, што се вика, да излегувам од нормално. Тука можам да исто ќе го ставам и семејството на во овој круг, кај што просто членови од семејство, просто како баба ми, дедо ми, вујко ми, нормално, кај што едноставно почнав да градам некоја комуникација, како што едноставно има фета со мајка ми покојна. Значи да јас ги седнав и им кажав, луѓе, вака и вака. Сега вие постоите, вие сте за мене. Све што тренутно имам од семејство и едноставно така како што функционирав со мајка ми, јас сакам едноставно да функционирам и со вас. Да. И нормално иде, нема проблем бе, сине. Така е, да. Колку беше баба срекна кога поминуваш и сега колку е срекна? И сега колку е како подршка? Доаѓа ли тамо? Доаѓа ли во Белград со тебе? Доаѓа, нормално дека доаѓа. Са баба ја спомнуваме затоа што ја гледав и на мало големите екрани. Са не знам дали доаѓа и дедо, доаѓа и вујко, не знам. Дедо ми уште немал прилика, еве добра ми идеја ми даде дедо ми. Па зашто да не, можеш да го промовираш и дедо тамо. Да, секако. Исто вујко ми нема исто дојдена, но ќе имаат прилика нормално, како што кажавте. Како што кажавте, значи кога би дошол тој момент нели на финале. Да. Едноставно ете ќе имаат прилика да дојдат. Да. И тоа е тоа. Така е. Сега, мене многу ме интересира од кога
всушност пееш? Од кога пееш, настапуваш да речеме со бенд, без бенд, со клавиатури, како и да е? Да. Билиш Словенија, си бил нели па и надворот тамо. Кај си бил, Тоа е- кажи, раскажи. Да. Ама што пееш кога пееш? Еве една песна ја запевам, пееш и забавно на крај, ќе те слушаме од нешто од Тоша. Вака сега ќе почнам со исто една интересна приказна. Ајде. Значи ќе вака сега за да имаме нели простор да кажам и нели останато, ќе кажам една приказна уствари кај јас почнав и кога почнав и на кој начин почнав со мојава добра. кариера. Како почнав да настапувам, тоа беше на некоја своја 14-15 возраст, каде што бев дома. Добро. И мајка ми исто беше нешто работеше баш на работна маса и јас во дневната бев лежав и одеднаш ми се јави еден пријател, Никола се викаше, мислам дека сега он некаде заминат во странство, негде, да. И него му требаше пеач, вокал, за пеење, за свирка. Добро. И он Сакаш ли? Да, вика брат, ја вика морам тебе да те земам. Чекај, те слушнал, знаеш, Не дека знаеш да... Не, претходно имаше он прилика да ме слушне Добро. во музичкото. Аха. Он е значи постар од мене. Да. Он беше таму присутен, нешто свираше така клавир, јас со него нешто, јас запеав Ти си- и ме, да, и те он ме слушнал слушна, тогаш. абе овој човек пее, ова дете, знаеш, едно друго. И ми се јави на телефон тогаш, и вика, ти мораш да дојдеш со мене. Ама брат, викам, ја немам искуство, како да дојдам? Ја не знам песни. Ја не знам песни, ја немам микрофон, немам... Ја немам ништо што ми треба, Немам освен што знам ништо, да пеам. значи јас како да дојдам? Викам, чекај мац, јас морам да се исконсултирам со мајка ми. Добро, и што ми викаш на мама? Му спуштив телефонот. Добро. И мајко реков, види, и вика, кажи сине, викам, вака и вака еден човек ми се јави, дечко, викам, ме вика за свирка. И она ме гледа вака едно 2 минути, 3 и вика, ако вика, иди, пробај, вика. И јас ја гледам вака, му се јавив на човекот назад и викам, Никола, здраво, добро вечер, викам, јас, еве, зборев со мајка ми, реков, јас ќе доам на свирка, реков. Ама ја немам ни кола, пак ќе ти кажам. Јас сум мал, реков, немам ни кола, песни ми, реков, знаеш. Да, нешто знам. Да, викам, микрофон немам, не се секире. Јас све имам. Само вика, тебе треба малце гардероба, вика, една кошула, вика, панталони и вика, друго све имаме, не се секире. Ја онака добро. Чекај репертоарот, што ќе правите, што ќе пеете? Вика, уживај, не се секире. Како не се секи? Така е. Добро, и кај отидовте? И отидовме во една кафана која што беше блиску кај војна болница тука. Добро. Од лева страна. Сега не постои веќе таа кафана, потоа ја префрлија у Тафталиџе, 2 капки се викаш. Добро. Да, баш газдата од таа кафана ми беше, го имав прилика да го видам после толку време, Кобра. Он ми беше баш гостин сега пред Нова година, пее во еден ресторан во Скопје. И отидовте на свиркава? Да, и он ми беше присутен, па се видовме. Да. Да, и Чекај да колку имам уште 3 минути имаш за раскажување и све. Да. Све е толку. Добро, да, да, и едноставно отидовме на свирка, како почна една песма, друга песма, Чекај, ти ги знаеш песневаци или како? Ма се погоди такво друштво да почна да ми наречуваат песни сите што ги знам. И одеднаш пари луѓето почна да фрла. Си имал среќа ти. Ја викам, гледам, види сега, викам, знаеш, јас нема врска сета таа, мене ми е цела ситуација чудна. Да, чудно. Одам дома, И? јас гледам пари, вака ги гледам. И сега? Ја викам, волку пари у животот Не сум видел. знаеш, а јас сум ги заработил. Да. Што да правам? И јас немав што да правам, ги земав парите, ги оставив на маса и си легнав. И утре ден така станав, мајка ми будна, вика, што се вие парите? Викам, мајко, јас заработи. Она плаче као дете. Значи, ти вика, синко си почнал да заработаш, вика, сам свој леп. Викам, ете, почнав. И така, подоцна они, нели, таа екипа... микрофон. Да, купив микрофон. Почнав да работам, повеќе песни. да, нели, подоцна кога отидов во
во Словенија? Во Словенија. Работеше и тамо? Да. Потоа, значи... Најде бен тамо, некој? Како почнав година во година да запознавам луѓе, како почнав да го ширам бројот на луѓе што ги запознавам, така едноставно запознав и доста колеги што се занимаваат со оваа работа. Да, со свирки, со... Доста, значи, газди од локали, ресторани, така едноставно, еве, баш сега, пред месец и пол имав прилика да пеам баш во Љубљана, да настапувам, сабота беше, во ресторанот кај што пеев кога живеев, нели, во Словенија, во Љубљана и така. Да. За крај. Да. Навиваме сите за Бојан да влизаш во финал, иначе не прамуваме. Така е. Следниот пат со кларинет. И да гласат, и да гласаат за тебе, така е. Ама, уште нешто ми е многу важно. Народно ќе биде кога ќе почнеш авторски да правиш или забавно? Тоа се уште не сум размислувал, затоа што сега моментално давам приоритет на ова сега што го правам. Што се случува? Да, што се случува. Кај се наоѓаш ти повеќе? Па, пошто сега, бидејќи пеев и имавте прилика да слушнете на Звезда Гранде и нешто поп, нели, од мене. Така да и јас можам да кажам дека доста музика генерално сакам да слушам и сакам да изведувам. Значи, али највеќе се пронаоѓам за себе, ете, можам да изведувам во народна музика. Ни викаат вака. Бојан, готово, ако сакаш да пееш, а сега никој како тебе не бакнува. Ти благодарам на искреноста, ви благодарам и вам, ако уживавте, баш ми е драго и уште една песна за крај. Немој да ме гледаш, немој очи да ми бараш, за тебе ме нема. Јас и ти сме болка стара, подобро да не знам каде и со кој си сега и од овде бегам. Кога веќе не ти требам, казнај со тебе, но и без тебе. И овој живот мој е бајка бела, штом те како тебе не пакнува, затоа си родена. Не знам дали ќе успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не пакнува, затоа си родена. Не знам дали ќе успеам да простам се и да заборавам. Не сакам да слушнам, ниту збор да знам за тебе, ке смирам душа. Ако бидам сам со себе, нема пат за назад, нема веќе да сме цели, што и да кажат. Кога некој третне дели, казнај со тебе, но и без тебе. И овој живот мој